Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Разговараме со градоначалникот на Свети Николе, Дејан Владев, и на самиот старт, градоначалниче, Свети Николе овие денови е актуелно по една одлука која што треба да се верифицира и пред Советот, околу напуштање на проектот, на делумно напуштање всушност на проектот за регионалната депонија. Од каде таа одлука и зошто донесовте едно вакво размислување што го презентиравте и пред јавноста треба да биде верифицирано? За депонијата неколку пати имам кажано, значи тоа не е моје лично размислување. Тоа е размислување на граѓаните на општина Свети Николе. Со несреќен сплет на околности се деси тоа што се деси. Е дадена некоја локација во најчистото место во општина Свети Николе, во село Мечкуевци. Значи, сите овие години се дигна толкова прашина за таа регионална депонија, што мислам дека нема ни еден граѓанин на општина Свети Николе што сака да се гради една ваква депонија на тој потек. Значи, ова не е моја лична одлука, посебно во предизборниот период и овој, па и претходните изборни циклуси, у непосредниот контакт со граѓаните, посебно на тие што гравитираат натаму, општ став заеднички на цело Свети Николе е дека таа депонија таму не треба да се изгради. Значи не е работа да инајат мој или на советниците, значи ова е став на граѓаните. Сепак, нели, сите ние го црпеме легитимитетот од нив, ние сме избрани од нив и редно е нивните барања да бидат испочитувани до крај. Имаше седница претходната недела каде што пробаа да се конституира таа фирма, тоа предпријатие. Кажавме дека ставот на граѓаните на општина Свети Николе тој, дека регионалната депонија во која ќе влезат 19 општини, со можност да влезе и градот Велес 20 општини на територијата на општина Свети Николе, на тоа подрачје не може да се изгради. Ние треба да донесеме одлука на Совет, да избереме член на управен и надзорен одбор од Свети Николе, за да конечно се почне да функционира тоа предпријатие. Немам легитимитет, немам право тоа да го направам како што го направиле можеби моите претходници. Тоа јавно неколку пати го имам кажано и на јавноста, и на надлежните, и на министерот, и на државниот секретар, дека не е Дејан Владев тој што го кочи процесот, него тоа е општ став на сите граѓани на општина Свети Николе. Затоа, при крајот на наредната недела, ќе свикаме совет со дневен ред депонијата на кај село Мечкуевци. На тој дневен ред, на таа седница ќе бидат поканати и невладени организации, земјоделци, граѓани, значи биде отворена за да и тие представници на граѓаните го кажат своето мислење. И верувам дека не само советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои што од 15 советника се со број 9, и советникот од Левица е на исто становиште, верувам дека и колегите од СДСМ и ќе донесеме одлука во која што ќе го потврдиме нашиот став. Вие во една изјава рековте дека дека локацијата не е соодветна. Дали тоа значи дека би прифатиле доколку има друга локација? Има локации на територијата на општина Свети Николе кои што се празни, пусти, кои што се во близина на регионалниот пат, посебно Велеш тип, кај што нема население, кај што нема земјоделски површини, и каде што евентуално би можеле да дојдат и да евентуално да ја префрлат локацијата таму. Но од изјавите на надлежните од Министерството за животна средина, мислам дека нема воля од нив. Јас знам дека се европски пари, дека може би се потрошени милиони евра и се очекуваат милиони евра, но сепак, пак ќе кажам дека не е ова мислење на Дејан Владев, како градоначалник, како единке, ова е мислење на
сите граѓани на општина Свети Николе. Се надевам дека ќе најдеме разбирање и заеднички јазик со надлежното министерство и владата на Република Македонија за да се реши овој проблем. На тамошните постапки на општина Свети Николе ќе бидат запознаени сите. Да, поминаа 100 дена откако стапивте на оваа функција. Имавме прилика да гледаме повеќе изјави кои се однесуваа на веќе почнати или завршени проекти на претходната локална власт. Најавивте и неколку нови кои што се во тек. Да направиме преглед на тоа што се случуваше во овие 100 дена. Значи, 100 дена си летна веќе со 110-120 дена. Како почнахме, така ќе го завршиме целиот наш мандат. Ветивме проекти и почнуваме да ги реализираме. Оваа пролет треба да биде градежна експанзија во општина Свети Николе. Сега за сега работите идат полека, но сигурно, но им ветувам на граѓаните дека оваа година ќе има на цела плејада на проекти што треба да се завршат до крајот на теколната 22, а дел ќе бидат префрлени и во 23 година. Зборуваме за помали, но и поголеми капитални објекти кои што беа поставени од претходната локална самоуправа, но беа крајно запоставени. Значи, изгубивме многу време и енергија за да ги откочиме, за да почнеме одново. Затекнавме нефункционални изградби на проектите што беа започнати без надзор од општина Свети Николе. Имавме разни не секогаш и добри дискусии со изведувачите за да овозможиме тоа што треба да се направи да биде квалитетно и навремено. Затоа тие проекти ќе бидат завршени. Пак ќе кажам, тие проекти што се работат не се од претходната локална самоуправа, него се од проекти оставени веќе од 2017 година, кои што од XY причини биле оставени, запоставени, па тек на крајот да почнат да се работат. Тоа се проекти на ВМРО ДПМН уште од 2015-16 година, кога што и дошло ред сега да се реализираат. Тие ќе ги завршиме тие многу брзо и ќе почнеме и почнавме веќе со нови проекти. Ќе кажам дека насалбата Рудина и Бел камен на кај Крушки зборуваме за километар и 600, некаде до април месец треба да бидат комплетно асфалтирани со модерни тротоари. Извршивме целосно поврзување на канализационата мрежа на тој потек, кој што од некои причини беа претходно заборавени, бидејќи требаше да се стави асфалтот, па после па да копаме, па да ги врзуваме. Значи, малку го сопревме тој процес, додека не ги врземе до последното домаќинство на поставената канализација, асфалт нема да има. Значи, остана уште некоја уличка таму, ќе ја завршиме и ќе биде комплетно завршен тај потек. Значи, зборуваме за километар 6 квадрати, кој што ќе биде прекрасно, стварно прекрасно, може да се кој да отиде да провери како се работи таму. Паралелно со тоа, денеска започнуваме со асфалтирање, почнување на 5 улици, 3 улици со 2 крака во место викано Лозов расадник, со средства обезбедени од Светска банка, наш проект, од кој што ќе се стави покрај тампонирање, асфалтирање и атмосферска канализација. Веруваме дека денеска почнува, официјално веруваме дека некаде до јули-август месец, тоа со 606 метри квадратни ќе бидат комплетно завршени. Го откочивме проектот со речното корито кој беше во судските лабиринти. Мал дел се направи од претходно. Мислам дека утре завршува тендерот кој што ќе продолжи уредувањето на речното корито од основното училиште Кирил и Методи до паркот до доле. После средувањето на речното корито планираме партерно уредување покрај кеот на реката со ставање на клупи, канделабри, кои што треба да биде пристојно место на уживање на граѓаните на општина Свети Николе, а се планира да се стават и нови играчки, лулашки во самиот парк, тоа да изгледа како еден
нов комплекс. Не е само градот, се грижиме и за руралните средини. Вчера започна изградбата на канализација во село Пеширово. Во наредниот период треба да започне втор крак на ставање на канализација до село Мустафино. Веќе ги направивме проектите што оваа година треба да се асфалтираат улици во село Горобинци, улица во село Црнилиште и во село Ерџелија. Денеска го распишавме тендерот со сопствени средства за изградба на балон сала во село Ерџелија, а во исто време, паралелно со тоа, веќе е започната изградба на градинката во тоа село, кај што ќе се сместуваат деца од село Ерџелија и околните села Мустафино, Кадрифаково и така натаму и така натаму. Завршен е тендерот за изградба на поврзување на нашата општина со општина Лозово преку Вардарски плански период. Зборуваме за потегот село Кнежија, општина Свети Никола и село Ѓузумелци, кој што верувам дека оваа година ќе биде комплетно поврзан и за неколку километри ќе бидеме врзане општина Лозово и општина Свети Никола. Конечно почна да се гради пожарната, која што е донација од Америчката амбасада, кој што од ова прилика да упатам голема благодарност до дечките од доброволното противпожарно друштво, кои што несебично се залагале во претходниот период, за да ја преотстапат оваа градба на општина Свети Никола на територијалната противпожарна друштво станица на општина Свети Никола. Завршен е тендерот, треба да започне изградба на моска и место викано Мавровица. Потоа продолжуваме со отклучување на плацови, на урбанистички планови кои што во последните 4-5 години беа закочени во министерството, значи малку претиставме, веруваме дека можеби уште овој месец ќе ни се одобри еден урбанистички план во кој што конечно ќе може општина Свети Никола да им понуди на граѓаните некаде околу 106 или 107 плаца со домување. Тоа е за индивидуално домување. За индивидуално домување на прекрасна населба што ќе биде на потекот на кај Кнежје. Значи се работи за многу убав проект со околу 500 метри квадратни по домаќинство, значи заинтересираност има огромна, пошто долг период не е имало така. Значи тоа ќе биде сосема нова населба? Сосема нова населба. Мислам дека тоа е на кај село Кнежи, ќе биде врзано во Свети Никола, значи продолжува до местото каде што има куќи, ама 106 или 107 не ме фаќате за збор, нови плацови, планот стварно го гледав вчера најтня кога бевме во Министерство за транспорт и врски, стварно е ќе биде прекрасно место за живење и верувам дека за веднаш откако ќе ни биде вратена, верувам дека тоа ќе биде во многу краток период, ќе пуштиме на аукција за да можат граѓаните да си ги купат тие места и да си направат, нели. Има ли интерес кај Свети Николчани? Има. Се враќаат ли луѓето, знам дека има поприлични иселеници од овде, особено од младите? Да, секој што отиде во диаспората, нели корењата го влечат. Секој сака, пошто нема многу простор тука каде да направат куќи, за стамени згради има малку, не може да се купи, нели. Да, има нова зграда, ама со 20-30 станови, не ги задоволува барањата на Свети Николчани. Има дури барање од Скопјани, кои што пошто поради близината со автопатот, сакаат тука да дојдат на чист воздух, на порелаксиран начин на живот. Верувам дека веднаш откако ќе не го вратат, планот да распишеме на аукција за да може да се ги купат тие места. Продолжуваме и со другиот урбанистички план, сакаме да го завршиме кој што е уште во Министерство за животна средина. Тоа ни зависи и од нашето ветување за изградба на собликувална на градскиот стадион. Сакаме градскиот стадион да го направиме попристојно место,
Ние сме меѓу единствените кои што нема соблекувални таму. Градскиот стадион го наследивме во хаотична ситуација. Потрошени милиони денари, несредено ништо, ќе бараме одговорност и за тоа. Наредниот дел од трибините имаме предвидени собствени средства, за да го заокружиме тој комплекс, бидејќи имаме и столчиња донации од Фудбалска федерација на Македонија, за да ги ставиме и да заличи на некој спортски комплекс кај што спортистите ќе можат да уживаат и да се релаксираат во тоа. По делот на урбаното живење, бидејќи нели споменавме изградба на нови куќи и така натаму, градот расте, паркинзите се проблем кој што стојат. Сепак вие кога дојдовте на оваа функција, меѓу првите ваши изјави кои што ги дадовте беше таа дека нема да има платен паркинг. Не знам што да ви кажам за паркингот. Значи, паркингот е случен договор помеѓу јавното комунално предпријатие и фирма од Скопје, каде што договорот е на 6,7 милиони денари, од кои што требало да прават уште една рампа на потекот на кај Стопанска банка, ама од малку што избрзале, не размислиле дека тој потек во ствари двор на Стопанска банка. Поради тоа што таму не е направена, а реалниот долг спрема договорот ни е 5,5 милиони денари за нефункционални рампи, и тука пред општината и од другата страна кај поштата. Ние ги повикавме изведувачите, во фази сме на преговори. Може би сетата работа ќе заврши на суд, но во секој случај рампи у Свети Николе нема да има, ќе ги извадеме, ќе си ги извадат, не знам како ќе ја решиме работата, важно рампите ќе ги извадеме во догледен период, се во зависност од договорот и евентуалниот исход на судската постапка, кој што верувам дека ќе престои во наредниот период, пошто нефункционален паркинг со средства со милиони денари, у кои што може да се сместат многу мали коли, самите рампи прават застој, хаос, мораме тоа да го решиме и ќе ги извадеме. И у догледно време не верувам да има платен паркинг. То догледно време подразбира оваа година, следна година или? Зависи како ќе завршиме со ови. И ако има некад воопшто платен паркинг, тоа би било по символични цени, пошто како и да е, треба овие камери, 50 камери што се оставени некако да функционираат. Ќе видиме како ќе биде во догледно време, ќе нема, а за натаму, пошто има нека одлука на Совет дека треба да има платен паркинг, и ако има некогаш, тоа ќе биде стварно минимално, да не кажем 5-10 денари, колку да функционира тоа. Така, во делот на почнатите проекти и завршени од претходната власт, денови имавме прилика да слушаме дека имавте реакција за системот за затоплување и ладење во Домот на култура. Што се случува таму? Рековте дека системот речиси не функционира. Тој проект бил преку Вардарски плански район, за кој што затоплување, ладење, централно да го кажам, се потрошени 160.000 евра. Сега, во периодот за манифестацијата повод патрониот празник Свети Николај, ги кажав на новата директорка, викам, пуштете го, сигурно оваа година нема да биде ладно како и претходно. На самиот настан, не знам дали вие бете присутни, знаете дека беше кочан ладно. Потоа да провериме дека воопшто не било пуштено во проверка дали функционира или не функционира и како функционира. За среќа има гаранција од една година од страна на изведувачот. Го повикавме, еднаш дојде, пробавме за една друга манифестација, го пуштавме парното затоплувањето да дува 3 дена нон-стоп. И тоа на температури од 5-6 степени надвор, внатре достигна температура од неверојатни 7 степени. Сега се обидувам да стапам во контакт со
оваа недела и претходната со директорката на таа фирма, ќе дојдам, не доаѓам. Одговорност ќе си има гарантниот рок е тука, има судска постапка, тоа мора да функционира. 160.000 евра не се малку пари. Кога се потрошени, мора да функционира. И ќе ја барам правдата секаде, а и нема да ги оставам. Од огледно време мора да профункционира на овој или на оној начин. Се зависи од волята на изведувачот. Дали ќе биде по арно, што викат нашите, или ќе биде на суд, тоа зависи од нив. Важно, не ги оставам, тоа мора да функционира. Да, финансиски како стои општината? Имавме прилика да слушаме и ваши изјави кои се однесуваа на финансиската кондиција на јавното предпријатие. Се сменили нешто во меѓувреме? Општина Свети Николе као општина Свети Николе е во добра финансиска ситуација, но за разлика од тоа, јавното комунално предпријатие е во страшни долгови. Страшни долгови, кога реков, имам кажано 66, не биле 66, било 69 милиони денари, значи тоа му доваѓа негде 1.150 милиони 200 илјади евра. Дел од долговите нормално се наследени од претходниот период. Неблагодарно е да речем дека е само од ложени од со години наназад, но симптоматично е што најголем дел од долговите се направени во периодот пред октомври 9-10 месеца уназад. Сомнителни поправки на автомобили, неплаќање на фактури, посебно спрема хидросистемот Злетовица, кој што стасал тај период негде 16 милиони денари, значи 10 месеца да не платат ни една фактура, неплаќање спрема доверители кои што секојдневно работеле во смисла на набавка на цевки, пекатон што се работило спрема многу луѓе, неплаќано по месец, зборувам за милионски суми. И за овие неколку месеца успеавме да го намалиме долгот за 4,5 милиони денари, плюс тековното што си тече редовно да се зимаат платите и така натаму, и така натаму. Го намаливме трошоците по основ на гориво во комуналното, по основ на долгови спрема доверители, пошто луѓето доаѓаат, се договараат дали со мене, дали со директорот на комуналното предпријатие, полека ги ставаме работите на под контрола. Нормално и општината ќе мора во наредниот период пак да дава некои субвенции за да функционира нормално тоа предпријатие, за жал. Паркингот е нивна одговорност, пошто потписник на договорот не е општината, него е комуналното. Да не ви кажувам и милион други работи, неблагодарно испрема личностите што работеле тамо, што е работено. Ама полека ќе се легнуваат работите. Повикана е приватна ревизија во комуналното предпријатие, а во претходната недела ни стаса и допис од Државната ревизија на Република Македонија, која што од месец април ќе дојде и во општината и во комуналното, каде што ќе се види како е работено. Треба да биде. Државната ревизија вие баравте или ние баравме. И државна и приватна. Така, пошто треба да се стави некој пресек, што било, како било, малку сме поразлични од претходните, неблагодарно е некого да обвинуваме јавно како што правеа претходно, со имиње, со презимиње, со документи. Знае се, јас сум правник по вокација, има начин да се провери што е работено. Ако некој грешил спрема законот, има други органи што треба да си преземат мерки и нормално презумцијата на невиност мора да се почитува. Никогаш нема да јавно да обелоденам име на некој како што правеа претходно. Секој си знаел што работи. Ако работил честно, може да му пружиме рака. Ако работил спротивно на законот, има други органи што треба да си го гонат работата.
Да го завршиме овој разговор со една убава манифестација која што ви престои, традиционална, по која Свети Николе се знае не само во Македонија, туку и пошироко, манифестацијата Тодорица. Ковидот успеа да скрати голем дел изминатите години. Оваа година како планирате? Па 2 години манифестацијата Тодорица ради ковид ситуацијата не се празнувала во општина Свети Николе. Сега мерките се малку нели полеснати и затоа целата манифестација планираме да ја правиме на отворено, за разлика од претходно кога добар дел од настаните биле во салата во Домот на културата. Затоа ќе обезбедиме голема бина, негде 10-12 метри, напред на самиот плоштад, на кој што ќе продефилираат од почеток традиционално 11 или 12, не ме фаќате на збор, културно-уметнички друштва од Република Македонија и од странство, соседните држави. Значи, ќе има познатото дефиле, најголемо оро, секој уметничко друштво ќе си се представи на бината надвор. Во склоп на тоа, после нивната изведба, ќе ги ангажираме познатата македонска група ДНК, значи комплет со цел бенд, со 9 музичари, за да после нив ќе свират групи од Свети Николе и тоа би биле до касните попладневни часови. Познатиот панаѓур ќе биде малку поограничен, што ради ситуацијата, што ради обезбедување на место кај што можат граѓаните да шетаат. Панаѓурот би бил само на потекот околу спортската сала, значи градскиот парк ќе биде слободен за шетање и уживање на граѓаните на општина Свети Николе и посетителите кои што верувам ќе дојдат од поголем број што од соседните општини и луѓето кои што имаат потекло од општина Свети Николе. Верувам дека и времето ќе издржи, пошто планираме целата манифестација да биде надвор, согласно нели протоколите на COVID-19, и да има едно прекрасно дружење и малку и граѓаните да видат нешто убаво после 2 години на стагнација поради COVID-19. Ви благодарам. Разговаравме со Дејан Владев, градоначалник на општина Свети Николе. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk